доктор, добро утро од Археолошкиот музеј на Македонија, каде што верувам дека ќе дадеме едни убави информации тукму за музеот. Сите оние кои што го посетуваат Археолошкиот музеј на некој начин одат на некое патување кое што всушност самиот музеј ги води од палеолитот па се до 20 век. Посетителите на вистина имаат што да научат за тие периоди, но исто така и верувам дека гледачите ќе имаат можност да научат нешто повеќе од ова вклучување, но и да ги поттикнеме да дојдат и да го посетат Археолошкиот музеј. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Магдалена Манаскова, директорка на музеот. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, ви благодарам на интересот и поздрав до гледачите на Телма. Благодарам што не примевте овде. Верувам дека овој разговор ќе биде добродојден за нашите гледачи. На самиот почеток, со кој период започнува поставката во музеот? Поставката во Националниот археолошки музеј е реотворена минатата година во септември. Поточно е реконцепирана и започнува, како што кажавте во најавата, од најстарите траги на живот на територија на Македонија, тоа е палеолитот, и завршува со првите години на минатиот век, односно со Првата светска војна. Она што посетителите на музеот можат да го видат како најстари остатоци, археолошки остатоци пронајдени на територија на Македонија се алатките на првите жители на пештерата во Здуње, голема пешт, тоа е палеолитска станица, односно материјални остатоци од културата на неандерталците. Овој период во изминативе години, иако многу добро, исклучително добро научно истражен и презентиран од страна на нашите специјалисти токму за овој период, кустос советник Лилјана Шаламанов Коробар и кустос Благоја Китановски, иако добро истражен, сепак она што го имаме како материјални остатоци, забележавме дека не привлекуваше големо внимание кај посетителите. Се работи за камени орудија, за камени одбитоци и слично, кои што не се толку репрезентативни како наоди. Затоа со помош на нивната експертиза и со помош на вештачка интелигенција реконструиравме неандерталец и посетителите, освен што можат да ги видат остатоците од нивната материјална култура, можат и да видат како изгледал неандерталецот кој што живеел во пештерата Голема пешт во Здуње. Големо внимание привлекува и големата мајка од Тумба Маџари. Какви се всушност реакциите на посетителите и што велат токму за таа поставка? Неолитот е застапен со наоди од голем број локалитети од Македонија, не само од Тумба Маџари, меѓутоа секако и заштитен знак на нашиот музеј, слободно може да се каже, е токму антропоморфниот модел на куќа, познат кај пошироката јавност како големата мајка. Она што може да се научи при посетата на музеот е дека не постои само една голема мајка, односно најпознатата наодот од Тумба Маџари. Антропоморфни модели на куќи се наоѓаат на повеќе неолитски локалитети во Македонија, меѓутоа и на Тумба Маџари се откриваат во различна форма. Она што е новина во нашата постојана музејска поставка е новиот модел, антропоморфен модел на куќа, кој што ние го нарекуваме малата мајка, затоа што е со многу помали димензии, различно изработен во различен стил и која е разликата помеѓу овие жртвеници, условно кажано, можат да дознаат посетителите, се разбира доколку го посетат музеот. Големата новиот модел на антропоморфна куќа, пронајден на Тумба Маџари, е изложен минатиот месец и тоа е новина во нашата постојана музејска поставка. Уште при отворањето во септември се одлучивме на еден концепт кој што ќе дозволува на кустосите од различни временски периоди постојано да интервенираат во поставката без да го нарушат генералниот
концепт. Така имаме новини во повеќе периоди, што значи дека посетителите, ако дојдат во музеот, не значи дека нема да имаат причина повторно да се вратат. Една од причините поради по кое што се одлучивме за ваков начин на концепирање на постојана музејска поставка, која што по правило би требало да биде постатична и да не подлежи на толку промени во текот на годината, е тоа што најголем дел од нашите посетители се посетители од странство. Минатата година од над 30.000 посетители, над 25 се посетители од странство и за жал само нешто повеќе од 4.000 домашни посетители. Затоа се одлучивме на ваков чекор и да привлекуваме што е можно повеќе домашни посетители да се запознаваат со нашето богато културно наследство. Навистина има што да се каже, што да се научи токму од овој музеј, од сите овие информации кои што ги напоменавме. Сакам пред самиот крај да напоменеме нешто повеќе за археолошките пронајдоци во селото Корошишта. Колку всушност тоа привлекува интерес кај самите посетители? Во 2024 година по едно случајно откритие се случи големото откритие на богато погребување од архајскиот период во село Корошишта, Струшко. Овој нов во Македонија археолошки локалитет го за прв пат го истражуваше доктор Перо Арџанлиев, кустосоветник во нашиот музеј, и резултатите кои што се добија се навистина импозантни. Се работи за некропола која што според своето значење и според она што археолозите успеа да го пронајдат и што може да се види веќе во археолошкиот музеј, е речиси на исто ниво како многу попознатата Требенишка некропола. Полека но сигурно и некрополата од Корошишта го добива своето значење и во научните кругови, меѓутоа и како едно од откритијата кое што привлекува најголем интерес кај посетителите на археолошкиот музеј. На времената изложба која што е насловена Корошишта, случајно откритие со големо значење, можат да се видат најголем дел од откриените предмети од богатото погребување на ова некропола, истражено во 2024 година. За многу краток временски период конзерваторите на археолошкиот музеј во соработка со конзерваторите од Завод и музеј Охрид успеа да направат една многу значајна изложба и токму поради големиот интерес изложбата требаше да трае до февруари оваа година, меѓутоа решивме да ја продолжиме, односно и во текот на месец март посетителите ќе можат да уживаат во сето она што е пронајдено на Корошишта. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да слушнеме нешто повеќе за археолошкиот музеј, кој што верувам дека се повеќе и повеќе ќе има домашни посетители. Ви благодарам на интересот, поздрав до вашите гледачи и се разбира покана да го посетат нашиот музеј. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше интересно пред самиот крај на нашата утринска емисија. Говоревме многу повеќе за археолошкиот музеј на Македонија, која што навистина привлекува внимание на домашни туристи, но најмногу на странските посетители.